Разговараме со народниот правообранител кој што има канцеларија во општина Струмица, господинот Славчо Тимов, кој што всушност е и заменик на народниот правообранител на Република Северна Македонија. Господине Тимов, имаме една статистика на представки од јануари до крајот на септември оваа година. Дали бројот на представки е пораснат во однос на тој пандемиски период, би рекле? Секако дека ова 2022 година бројот на представки е зголемен, да не кажем за 50%, бидејќи поради пандемијата канцеларијата не работеше во полн ек и сега во овој период граѓаните се обраќаат доста често за помош и за заштита на нивните права до подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Струмица. Колку представки има овие 9 месеци? Досега бројот на представките е околу 91, значи поднесени представки, што значи дека минатогодишниот број од 2021 е веќе надминат. Се надевам дека граѓаните ќе искористат институцијата и почесто ќе се обраќаат до Народниот правобранител за заштита на нивните права. Во кои области има најмногу представки, на што се жалат граѓаните во овие месеци? Како и секоја година, тоа го нотираме и во годишниот извештај, најголем број на представки се поднесени од областа на правосудството. Потоа од областа на пензијско и инвалидско осигурување, имотно-правни проблеми и исто така работни односи. Тоа се најголем и најчесто граѓаните поднесуваат представки од овие области. Господине Тимов, изминатиот месец имаше силни реакции дури на социјалните мрежи на граѓаните кои што се жалеа за енормни високи сметки за дистрибуција на електрична енергија, кои што честопати беа или изедначени со потрошената енергија или пак беа дури и повисоки. Дали има представки за ова прашање и како може да постапите вие во овој случај? Моментално во последните 5-6 месеци најголем број неподнесени представки, меѓутоа жалби од граѓаните во подрачната канцеларија во Струмица се од областа на потрошувачки права, поконкретно за сметките на и фактурите за потрошената електрична енергија. Ние за таа цел во Скопје, во централата во Скопје, формиравме посебен тим за да ја испитат и да го испитат случајот зошто сметките се поголеми во однос на потрошената енергија, а уште поголеми во однос на дистрибуцијата на електрична енергија. Предметот е поведен по собствена иницијатива во Скопје и сега чекаме исход од истрагата што ќе направат нашите колеги, па подоцна ќе се заземе став и ќе се донесе конечен заклучок за причините за високите сметки. И уште еднаш да ги потсетиме граѓаните, кога може да се обратат во канцеларијата на Народниот правобранител и кога чувствуваат дека некој од нивните права е нарушено? Значи, подрачната канцеларија во Струмица, како и сите други канцеларии на Народниот правобранител, се отворени од 8 до 16 часот секој работен ден. Меѓутоа, кај нас може да се поднесат представки и по телефон, по мејл, по пошта и на било кој начин. И лично секако да дојдат граѓаните да го изложат својот проблем во канцеларијата на Народниот правобранител.